се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое. Ти ме создаде од прав земна и дух животен духна во мене, по образот твој ме создаде. Жива душа налик на тебе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое. Љубовта твоја ме облева, твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам тебе, Исусе, јас ти припаѓам тебе, Господе, јас ти припаѓам тебе, татко мој, се моје е твое. Мир вам, татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Знаете, чувството дека имате татко на небесата, кој создал се. Значи, создал се, и ако вие ја прифатите неговата волја, мојот татко, Божиот татко, кој го испрати својот син Исус Христос, видли во Исуса Христа, е најбогатиот човек на светот. И тој може да направи се, што е добро за вас, што ќе го помолите, ако останете во законот на љубовта. Матеј 25 глава, судниот ден. Има еден стих кој вели за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Ќе одговарате за своите дела. Иако по благодат сме спасени, точно по благодат сме спасени, донесени на почетната позиција, Исус ни вели: оди и не греши повеќе. Оди и не греши повеќе. Ако го примиш Исус во своето срце, тој ти дава сила да се промениш од својата падната природа, од човечката природа, да се вратиш, да станеш син Божји, да се вратиш во духовната природа, во љубовната природа на Таткото Небесен. А кога ќе дојде Синот човечки, Исус е наречен син човечки, а тој е син Божји суштински, зашто тој се направи, дојде свесно, по своја волја, син човечки да не го покаже патот. А кога ќе дојде Синот човечки за второто пришествие, во својата слава, и сите свети ангели со него, сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својата слава. Зборува во духовна состојба, не е телесно. Значи, престолот во храмот ќе биде Отецот и јагнето. Пишано е: и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што пастирот ги одделува овците од козите, и ќе ги постави овците од својата десна страна, страната на силата, а козите од левата,
каде што ќе немаат сила. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: дојдете благословени од мојот Отец. Исус е значи царот. Дојдете благословени од мојот Отец. Наследете го царството подготвено за вас од почетокот на светот. Подготвено за вас од почетокот на светот. Зашто, пазете, значи од почетокот на светот, дури и влакната на главата ви се изброени. Нека биде волјата Твоја. Господ има план ни една овца да не биде загубена, зашто гладен бев и ми дадовте да јадам, вели Отецот преку Исус. Жеден бев и ме напоивте. Странец бев и ме примивте. Необлечен бев и ме облековте. Болен бев и ме посетивте. Во затвор бев и дојдовте кај мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и ќе му речат: Татко мој, зборувај ти низ мене, нека секој збор што го изговорам ги допре сите оние што имаат потреба од Твојата љубов. Нека Твојот дух ги допира срцата на оние што се жедни, што се бедни за дух. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат, 25 глава Матеј: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме? Или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те прибравме? Или необлечен и те облековме? Кога те видовме болен или во затвор и те посетивме? А царот ќе им одговори и ќе рече: вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа за еден од овие мои најмали браќа, за мене сте го направиле. Пазете, најмали браќа, оние што не го знаат Исус, оние што имаат потреба од љубовта. Значи, Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те прибравме, или необлечен и те облековме? Кога те видовме болен и во затвор и те посетивме? Претходно им вели: дојдете благословени од мојот Отец, наследете го царството подготвено за вас. А царот, односно Исус, ќе им одговори: вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа за еден од овие мои најмали браќа, сте го направиле за мене. Тогаш ќе им каже на оние што се од левата страна: бегајте од мене, проклети, во вечен оган. Мојот Бог е оган што согорува, пишано е, во вечен оган, подготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Бегајте од мене, проклети, во вечен оган. Вечен оган, и тие мислат дека има вечен оган, вечно проклетство. Подготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Значи, ако вечниот оган е подготвен за ѓаволот и неговите ангели и вас ве гони таму, тогаш сте вие дел од ѓаволот. Вие сте синови ѓаволски, вашиот татко е ѓаволот, татко на лагата, и сите оние што не го избрале Исус припаѓаат на тоа стадо, на ѓаволот и на неговите ангели. Пазете, вечен оган, и луѓето мислат дека има вечно проклетство, но на повеќе места е пишано: он вечно не се лути, мисли на Исус, односно на Отецот. Милоста негова е вечна. Милоста негова е вечна. Пазете, и друго, љубовта никогаш не престанува. Љубовта не се срди, не бара свое, не мисли зло. Значи, вечен оган, мојот Бог е оган што согорува. Ние зборуваме за поминување на прочистување низ оган, кога вие согорувате без сила. И ова е интересен стих кој го објаснува моментот. 2 Солуњаните, 1 глава. Во распламнат оган, пазете, да им се одмаздува на оние кои не го познаваат Бога. Да им се одмаздува, односно да отплатува. Отплата на гревот е смрт. Распламнат оган. Мојот Бог е оган што согорува, што изгорува. Значи, ние ќе поминеме низ оган, тој чие што дело е лошо ќе изгори и телото ќе биде оштетен, пишано е. Самиот ќе се спаси. Пазете, во распламнат оган да им се одмаздува на оние кои не го
познаваа Бога, кои не го послушаа Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. На друго место вели, кој ги слуша овие слова, тој е од Бога, вие не ги слушате зашто не сте од Бога. Вашиот татко е ѓаволот, тој е татко на лагата, тој е лажец од почетокот. Пазете. И сега тие со вечна погибел. Пазете што значи вечна погибел. Милоста негова е вечна. Ќе бидат казнети далеку од лицето на Бога. Казната е кога си ти далеку од лицето на Бога, од неговата слава и од неговата моќ, ти немаш сила, значи од левата страна. Значи тој ќе им одговори: бегајте од мене, проклети, во вечен оган подветен за ѓаволот и неговите ангели. Така да сите оние што не го прифатиле Исус, не се синови човечки, синови сатански, тие се дел од телото на ѓаволот. Постапуваат како што тие сакаат, дуоволост, двоволие, сатанска природа. А нашата природа е нека биде волјата Твоја, препуштање на водство во Исуса Христа. Зашто гладен бев, зошто одат во вечен оган. Вечен оган, милоста негова е вечна. Пазете ги тие два стиха. Зашто гладен бев и не ми дадовте да јадам, жеден бев и ме напоивте и не ме напоивте, странец бев и не ме прибравте, необлечен бев и не ме облековте, болен и во затвор бев и не ме посетивте. Тогаш и тие ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден, или странец, или необлечен, или болен, или во затвор, и не ти послуживме? Кога? Епа тоа е суштината. Ние сме дел од целината. Исус е главата, ние сме органите. Пазете, тогаш ќе им одговори и рече: доколку не сте го направиле тоа за еден од овие најмали браќа, доколку не сте го направиле тоа за еден од овие најмали браќа, ниту за мене сте го направиле. Кои се тие најмали браќа? Па сите оние кои се во потреба. Гладните, болните, осамените. Исус ги љубеше сите. Да бидеш во Исус значи да ги љубиш сите, да чекориш во љубовта, да не дозволиш на Исус да се всели во твоето срце. Духот се повеќе да те преплавува, да се распламти вечниот оган што гори во тебе. Пламенчето на љубовта. Духот Божи да се распламти, да согори се што не е од Бог. Да согори се што не е од Бог. И тие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во вечен живот. Вечна мака до моментот додека Исус не им го проповеда. И на умрените, во најдолните места на земјата, Евангелието на мирот, и го изберат Исус. Он вечно не се љути, милоста негова е вечна, љубовта никогаш не престанува. И кога ги заврши Исус сите овие зборови, им рече на учениците своји: знаете дека по 2 дни ќе биде Пасха и Синот човечки ќе биде предаден на распнување. Они не го разбираат што им зборува тој. Знаете, телесниот човек не го разбира духовното. Значи им вели: по 2 дни ќе биде Пасха и Синот човечки ќе биде распнат. Тогаш првосвештениците, книжниците и старешините народни, пазете, се собраа во дворот на првосвештеникот по име Кајафа, на пасторот на владиката, на папата. И се советуваа како да го фатат Исус со измама и да го убијат. Пазете, свештеници народни, фарисеи и садухеи се собираат кај Кајафа, кај врховниот свештеник, кај папата, владиката, кај оџата. И се подготвуваат да го убијат, но рекоа само не на празникот, да го убијат Бог, да го убијат Исус. Тие се свештеници, тие го знаат законот, тие го читаат писмото, тогаш е точен стихот дека словото убива, духот оживотворува. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Само да не го убиеме на празникот. На кој празник? Празници го убиваат Бог, ако почитуваат празникот. А кога беше Исус во Витанија, во куќата на Симон, лепрозниот, му приде една жена со алабастерен сад со скапоцено миро и го изли врз главата негова, кога тој седеше на трпезата, што би се рекло во режија на самиот Господ. И кога го видоа тоа, учениците негови негодуваа и рекоа: какво е тоа растурање, највеќе се буни Јуда Искариотски, бидејќи краде од касата. Го нема тоа во Матеј, го има во другите, зашто тоа миро можеше скапо да се продаде и да им се даде на сиромасите. Но Исус, разбирајќи го тоа, им рече:
Зошто ја буните жената, ја соблазнувате, ја буните? Таа направи добро дело кон мене, бидејќи сиромасите ги имате секогаш покрај себе. Пазете го овој стих. Сиромасите ги имате секогаш покрај себе. Секогаш има некој на кој треба да му помогнете. Бев гладен, бев жеден, бев во затвор, бев ова и ништо не направивте вие. Ако не сте го направиле тоа за нив, не сте го направиле ни за мене, бегајте од мене. Пазете. Сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. Кога го имате Исус секогаш? За секогаш љубов, за секогаш Исус, кога ќе простите на сите, кога вашата волја ќе се подчини на Божјата волја, кога ќе се откажете од сатаната и гревот, и кога ќе чекорите во љубовта, ќе пребивате во љубовта, ќе постапувате како Исус, таа излевајќи го тоа миро врз телото мое, вели Исус ме приготви за погреб. Вистина ви велам, каде и да биде проповедано ова Евангелие, по цел свет ќе се прикажува за тоа што го направи таа. За нејзин спомен. За нејзин спомен. За Божји спомен. За спомен на Отецот. За спомен на Исус. Дека дојде тука слезе. Дојде кај своите и своите не го познаа. Го распна и го убија. Садукеите и фарисеите, потоа Бог вели ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, и апостол Павле го сонува македонецот. Денеска сакаат македонците да ги избришат, да ги распнат. Прават некакво изјаснување, да го промениме своето име. Видите, Божјата волја е македонците да бидат македонци. Не е Божјата волја некој друг да ги менува имињата. Ако тоа го правите за пари, како Јуда Искариотски, пазете, тогаш еден од 12-мината по име Јуда Искариотски, одиме тука, отиде кај првосвештениците, се качи таму на калето, облече фармерки и рече, што ќе ми дадете, па да ви го предадам. Што ќе ми дадете? Што ќе ми дадете? Значи, треба нешто да им дадете за да ве предадат. За да го предадат македонското име, треба да му дадете нешто. Испаѓа дека се има цена. А тие му предложија 30 евреници, сребреници, златници, не е битно. И од тога што ја бараше погодно време да го предаде. Не можете да му служите на Бога и на мамона. А во првиот ден на празникот без квасници пристапија кон Исус учениците и му рекоа, каде сакаш да приготвиме да јадеме Пасха? Видете со што се занимаваат тие. Со јадење и пиење. Тој им рече, одете в град кај тој и тој човек, кај филјан човек, кажете му, учителот вели. Еден е учителот. Не барајте мнозина да бидете учители, зашто поголемо осудување ќе добиете. Времето ми наближи, кај тебе ќе ја прославам Паската со учениците своји. Учениците постапија како што им заповеда Исус. Ете, значи ако ти Исус ти заповеда, треба да знаеш како заповедува тој. А неговите заповед не е тешко, да се љубиме еден со друг, како што тој не возлюби, до крај да се љубиме. Кога се стемни, тој седна на трпезата со 12-те и кога јадеа им рече, вистина ви велам, еден од вас ќе ме предаде. Те сакам, Господе Исусе Христе. А тој им одговори и рече, тие многу се нажалија и секој од нив почна да го прашува. Да не сум јас, Господи? А тој им одговори и рече, оној што макна со мене од чинијата, тој ќе ме предаде. Синот пак човечки си оди како што е напишано за него, Синот човечки си оди, но тешко му на оној човек преку кого Синот човечки ќе биде предаден. Подобро ќе беше за тој човек да се не беше родил, да не се беше родил. Потоа со парите Јуда се обесува и со парите ја купуваат гранчаровата нива за погребување сиромаси. А Јуда што го предаде, пазете, одговори и рече, да не сум јас, рави. А Исус му одговори, ти велиш, ти рече. На друго место вели, сатаната влезе во срцето на Јуда, за да го предаде Исуса. Пазете сатаната да не ви влезе во срцето.
Два духа има. Духот на вистината, духот на Исус е љубов. Духот на сатаната е нељубов. По тоа се разликуваат. И кога јаде Исус зеде леб, го благослови, го прекрши откако им го даде на учениците, рече: земете, јадете, ова е моето тело. И кога ја зеде чашата, заблагодари, им даде и рече: пийте од неја сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за многумина, за простување на гревовите. Вите, тоа е слика. Го раскршува лебот. Пивнуваат од виното. Јас сум лебот на животот, вели Исус. Пийте од мојата крв. Реки од жива утроба, а реки вода ќе потечат од неговата утроба. Тоа е слика. Луѓето денес мислат дека ако јадат лепи вино, дека се причестуваат. Се причестуваш и се осветуваш ако постапуваш како Исус, ако љубиш како Исус. Зашто ова е мојата крв на новиот завет. Ако љубиш како Исус, кој се пролева за многумина, за простување на гревовите. И вам ви велам, зашто од сега нема да пијам од овој лозов лист, лозов плод се до оној ден, кога ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец. Ние зборуваме дека горе има царство небесно, дека имаме татко на небесата. И откако испеа благодарствена песна, се искачија на Маслиновата гора. Слава ти, татко небесен. Тогаш Исус им рече: сите вие ќе се соблазните поради мене уште оваа ног, зашто е напишано: ќе удрам по пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. А по воскресението мое ќе отидам пред вас во Галилеја. Тогаш Петар му одговори. Пазете, тој оди по воскресението, бидејќи после од кога го распна Исус, сите се разбегаа, за да видат дека воскреснал, за да поверуваат, да добијат сила, да се облечат со сила од озгора, зашто немаат сила за сведоштво. И ти немаш сила ако не се облечеш со сила од озгора. Ако вистински не му го предадеш својот живот на владење на Исус Христос, не ти што сакаш, Исус што ќе ти каже: да љубиш, синко, повели и љуби. Тогаш Петар му одговори, рече: дури и сите да се соблазнат поради тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. 3 пати се одрече пред петел да запеј, стани, ти што спиеш, простено ти е. Исус му рече: вистина ти велам, оваа ноќ, уште пред да пропее петел 3 пати, 3 пати ќе се одречеш од мене. 3 пати се одрече пред петел да запеј, стани, ти што спиеш, простено ти е. Петар му кажа: ако затреба дури и да умрам, со тебе нема да се откажам од тебе. Истото го рекоа и сите ученици, а потоа Петар се откажа. Знаете, едно е да кажеш нешто, друго е да живееш во Исус, едно е да вериш дека си со Исус, да не љубиш да осудуваш, да седиш во некоја деноминација, заедница, да ги осудуваш другите. Биди сигурен дека тоа не е од Исус. Потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гетсиманија и им рече на учениците: поседете тука додека отидам онаму да се помолам. Молете се постојано. Молете се постојано. И кога ги поведе со себе Петар и двајцата Заведееви синови, се натажи Исус и почна да тагува. Тогаш Исус им рече: смртно е нажалена мојата душа. Останете тука и бидете будни со мене. Оддалечувајќи се малку, падна со лицето свое, се молеше и говореше: татко мој, ако е можно да ме одмине оваа чаша, оче, но не како што сакам јас, татко мој, нека биде волјата твоја, ти како што сакаш.
Па дојде кај учениците ги затече како спијат и му рече на Петар, толку ли не можете еден час да останете будни? Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Пак по втор пат отиде и се помоли говорејќи, татко мој, ако е можно да ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку ти како што сакаш, нека биде волјата твоја. Кога дојде пак, ги најде како спијат. Тоа е состојба на црквите. Спијат луѓето. Зашто очите им беа натежнале. Откако ги остави, пазете, и се помоли по трет пат изговарајќи истите зборови, татко мој, зошто ме остави? Тогаш пак дојде кај учениците своји им рече, се уште спиете и почивате. Се уште спиете и почивате, те наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешниците. Кој го предаде Исус? Црковните старешини. Тие што го знаеа Словото, тие што имаа завет, Аврамовите синови, синови на сатаната. Кој? Станете да одиме, ете се приближува оној што ме предава. Има два израза: сатанска синагога, лажните евреи. Знаете, садукеите и фарисеите го убија Исус, кои го знаеа Словото. Тие денеска се уште го чекаат Исус, некои па тврдат дека се од Исус. А бев гладен и не ме нахранивте, бев тажен и не плачевте со мене. Татко мој, ти благодарам во името на Исус што и овој ден беше со мене. Што твојата љубов зборува низ мене, што твојот мир преоѓа на оние што ги слушаат овие слова, што ги исцелуваш во духот нивни се будат, зашто зборовите твои што ни ги даде се дух и живот. Исцелување за сите оние кои ќе речат, те сакам, Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Оставам се во твоите раце, моето семејство, мојата заедница, мојот имот, твојот имот, мојата земја Македонија. Слава ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое, ти ме создаде од прав земна и дух животен тухна во мене, по образот твој ме создаде, жива душа налик на тебе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое, љубовта твоја ме облева, твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам тебе, Исусе, јас ти припаѓам тебе, Господе, јас ти припаѓам тебе, татко мој, се мој.